Интервјуто е се уште далеку, но ајде да се подготвиме. Совет број 1. Пробај нови работи, стекни нови искуства. Твоето интервју за работа може да биде за неколку години, можеби дури и за 10 години во иднина, но веќе сега можеш да направиш неколку работи. Можеш да почнеш со тоа што ќе пробаш нешто ново. Можеш да започнеш ново хоби. Можеш да волонтираш. Можеш да се приклучиш на некоја организација. Можеш да се вклучиш во проекти, локално или дури и во странство, и да стекнеш меѓународно искуство. Едноставно речи да. Зошто? Секое искуство носи можност да научиш нешто ново, да запознаеш некого кој подоцна може да ти даде совет, да воспоставиш контакт. А можеби токму тој контакт ќе ти ја понуди и првата работа. И најважното, твоето CV ќе биде побогато и поатрактивно. Совет број 2. Внимавај на својот онлайн отпечаток. Дали си онлайн? Зошто воопшто го поставуваме ова прашање? Денес се изгледа во ред. Објавуваш содржини на интернет, имаш профил на Инстаграм, но замисли дека во иднина сакаш да најдеш работа. Може би звучи здодевно, но кога објавуваш нешто, размисли малку однапред. Како би изгледала оваа фотографија или видео во очите на твојот потенцијален работодавач? Запомни дека речиси е невозможно целосно да се избрише содржина која еднаш е поставена на интернет, а во обичаена практика на многу лица од човечки ресурси или работодавачи е едноставно да те гуглаат. Затоа, внимавај на својот онлайн отпечаток. Дури и денес можеш да се обидеш да се гуглаш самиот и да провериш што ќе најдеш. Совет број 3. Запознај ги своите силни страни. Кога се подготвуваш за интервју, важно е да ги познаваш своите силни страни. Важно е да ги знаеш за да можеш да се представиш пред твојот иден работодавач. Но како да ги откриеш своите силни страни? Најдобар начин е да пробуваш нови работи и едноставно да видиш дали нешто ти се допаѓа, дали си добра во тоа и дали уживаш. Например, имаш дислексија, па можеби ти треба повеќе време кога читаш, но можеш затоа да имаш одлични вербални комуникацијски вештини. Луѓето со дислексија често се извонредни комуникатори. Затоа, работи на твоите комуникацијски вештини. Представи ги како твоја предност и баре можности околу себе за да ги подобриш. Совет број 4. Можеш да зборуваш за АДХД, но и не мораш. Имаш АДХД или дислексија. Знаеш што значи тоа и веќе си научила стратегии како да функционираш успешно. Ние го знаеме тоа. За жал, се уште има работодавачи кои не го разбираат тоа доволно. Разбираме дека може да биде тешко да споделиш нешто такво на интервју за работа. Можеш да одлучиш да го споделиш, ако се чувствуваш пријатно, и да објасниш што значи да имаш АДХД или дислексија и зошто токму тоа те прави одличен кандидат за одредена позиција. Например, ако имаш АДХД, можеби сакаш често да ја менуваш работната средина, што може да биде твоја голема предност, бидејќи светот околу нас постојано се менува. Само запомни, немаш обврска да ја откриеш својата состојба. Се уште постојат работодавачи кои имаат негативни стереотипи. Совет број 5. Ако си подготвена да зборуваш, представи го твојот АДХД или дислексија како предност. Зошто? Си научил или си научила многу различни стратегии кои ти помогнале да живееш и да функционираш со АДХД или дислексија. И токму тоа можеш да го представиш пред потенцијалниот работодавач како голем плюс. Зошто? Например, некои истражувања покажуваат дека луѓето со дислексија се покреативни
што е клучна вештина во многу области. Истражувањата исто така укажуваат дека луѓето со дислексија често се одлични решавачи на проблеми. Затоа, представи го тоа како своја силна страна, дека можеш да решаваш проблеми и да доаѓаш до иновативни идеи. Дополнително, тоа може да значи дека си и поемпатичен, поемпатична, што ти возможува подобро да ги разбереш гледиштата и чувствата на другите луѓе. Совет број 6. Не размислувај премногу. Понекогаш тоа може да се случи, особено ако имаш АДХД. Совет особено за лицата со АДХД. Да, интервјуто за работа е важно, но не размислувај премногу за него. Важно е да се подготвиш, но не заборавај и на други обврски. Ти препорачуваме да направиш листа со работи што треба да ги подготвиш за интервјуто и да одиш точка по точка. Ако изгубиш фокус, врати се на листата. Кога ќе завршиш со една точка, означи ја како завршена и не се враќај повторно на неа. На тој начин ќе знаеш што се веќе си направила и што се уште треба да направиш.